Продолжуваме со разоткривање на противзаконското работење на функционерите од ВМРО ДПМН во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Луѓето на Груевски, поставени на раководни места во институциите, наместо во служба на земјоделците, имаат една единствена задача: да агитираат за ВМРО ДПМН и да ги држат земјоделците како во заложништво. Денеска објавуваме пример како и преку Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството со седиште во Битола, функционерите на Груевски спротивно на законот сакаат да прават своевиден попис кај земјоделците. Повторувам, спротивно на секој закон. Директорот на оваа агенција дал писмени инструкции надвор од законот до советниците вработени во оваа агенција со огромен број на подрачни единици да одат на терен и да почнат да прибираат податоци од земјоделците за целокупната нивна имотна состојба. И тоа почнувајќи од лични контакти и податоци до телефонски броеви, што работат, што произведуваат и какви се нивните планови. По налог на директорот, советниците ги прибираат и сите податоци за земјоделските производители, поврзани со апликации за земјоделски субвенции и други програми на владата, како и за земјоделската земја од закон. Еве ги доказите дека такви инструкции, наредби, барања се испратени од страна на директорот. Овие податоци потоа се злоупотребуваат за најдиректни закани и уцени на земјоделците. Барам веднаш, оваа незаконска активност надвор од секаков закон веднаш да престане. Упатувам порака до земјоделците да не подлегнуваат на ваквите притисоци. Тука сум за да ги заштитам токму нивните интереси. Субвенциите се државна мерка, не партиска. И тие пари на земјоделците им се обезбедени со закон. Упатувам и уште една порака до функционерите на Никола Груевски и сите вработени во Министерството за земјоделство, вклучително и подрачните единици и на Министерството и на Битолската агенција. Притисок и закани врз земјоделците не смеете да правите. Ќе одговарат. Едно треба да му биде јасно на секој граѓанин. Македонија е на нозе, правдата, слободата и демократијата се враќаат. Секој што го прекршил законот ќе одговара. Благодарам. Прашање. Имате ли докази дека овие податоци навистина се употребуваат за уцена на земјоделците? Ние ги доставуваме податоците вакви, значи добиени и од вработени од агенцијата, кои што се советници во самата агенција. Беше повикан директорот на разговор. Директорот е тој кој што нас не информираше како кабинет дека нема законска можност да се прави ова. Барал да биде покриен на некој начин со закон, меѓутоа ниту законот за основањето на агенцијата, ниту другите апликативни прописи не дозволуваат вакво нешто. Се знае по закон, Државниот завод за статистика е единствената институција која што може легитимно, легално, правно да бара да прибира вакви податоци. Тоа говори зашто се употребуваат овие податоци и зашто им се потребни.